Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте. Ги најавувам изјавите на председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев и на председателот на владата на Црна Гора Душко Марковиќ. Почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, пред вас сме да најавиме дека Република Македонија и Република Црна Гора влегуваат во реализација на засилена економска соработка и партнерски исчекори во развојот на добрососедските односи за заедничка евроатлантска иднина на целиот регион. Постои силна политичка волја на највисоко, премиерско и владино ниво да ги продлабочиме односите меѓу Република Македонија и Република Црна Гора. Двете пријателски држави немаат отворени политички прашања и тоа е одлична база за вистинско интензивирање на соработката на сите нивоа во интерес на граѓаните на двете земји. Ќе отвориме можности, подготвени сме како влади да ги овозможиме потребните услови, да ги поттикнеме нашите деловни комори меѓусебно да се поврзуваат уште повеќе за нови инвестиции во државите, за нови работни места за граѓаните, за подобро платени работни места, што е наш заеднички интерес. Ова е можно ако заеднички сработиме на усогласување на стандардите што ги бара Европа, со цел да го зголемиме економскиот пазар, затоа што така ќе го свртиме вниманието на големите европски и светски компании кон нашите држави. Разговаравме за проширување на соработката во образованието, здравството, туризам, наука и технологија и за другите области. Ги разгледувавме можностите за воспоставување директен лет меѓу Македонија и Црна Гора. Двете држави може да си помогнат многу и во евроатлантските интеграции. Разменивме денеска со премиерот Марковиќ нови искуства, што значи за Црна Гора членството во НАТО, дека тоа не е само стабилност и безбедност за земјата, туку економски перспективи и споделивме очекувања дека Македонија ќе биде следната 30-та земја членка на НАТО. Како влада на Република Македонија, како општество, се посветивме на реформските процеси. Одлучно работиме на нивно спроведување според предвидената динамика и уверен сум дека нашите очекувања и оптимизам, дека се отвараат евроатлантските перспективи на државата, се основани. Го поздравувам учеството на премиерот Марковиќ на бизнис самитот 100, што ќе се одржи во Скопје, со што Македонија и Црна Гора ќе испратат важна порака, дека после Трст, после Драч, ја продолжуваме агендата за поголема регионална соработка тука во Скопје. Следниот месец продолжуваме во Будва и со тоа ги отвараме шансите на целиот регион за интеграцијата во Европската Унија и во НАТО. Благодарам. Dame i gospodo, gospodine predsjedniče, naši današnji razgovori sa vama i sa vašim saradnicima potvrdili su da naše odnose karakteriše otvorena i prijateljska saradnja koja se odvija na visokom nivou. Crna Gora i Makedonija, kako ste rekli, nemaju otvorenih pitanja, njeguju izuzetnu međusobnu komunikaciju i predstavljaju u regionu primjer odlične bilateralne saradnje. Почитувам председателе, како што можеме да констатираме на денешните разговори меѓу нашите делегации дека Црна Гора и Македонија немаат отворени прашања и дека ја негуваат и развиваат извонредната соработка. Premijer Zajev i ja posjetili smo se tokom današnjeg razgovora da je ovo naš peti susret u posljednjih 4 do 5 mjeseci od Brisela, Trsta, Podgorice, Drača do evo Skoplja. Со премиерот Заев се подсетивме дека ова е веќе наша петта средба од Брисел преку Трст, преку Подгорица, Драч и еве сме денес во Скопје. Samo po sebi to govori da na najbolji način implementiramo jednu novu praksu među liderima u regionu. Тоа значи дека имплементираме една нова практика меѓу лидерите во регионот. Dakle, direktna komunikacija i otvoren dijalog su jedini put za prevazilaženje nerazumijevanja, za veći stepen povjerenja među svima nama, a u konačnom nema drugog puta za dostizanje našeg najvažnijeg cilja, mirnog i prosperitetnog života na Zapadnom Balkanu. Директните разговори и отворениот диалог се најдобар пример како да се надминат сите пречки и за доброто и соработка на сите во регионот. Potvrdili smo i ovoga puta posvećenost evropskoj i evroatlantskoj viziji za cijel region Zapadnog Balkana. И овој пат ја потврдивме посветеноста кон европската визија на целиот регион на Западниот Балкан.
Kao najmlađa članica NATO saveza i kao predvodnik u integracionom procesu sa Evropskom unijom, Crna Gora će snažno podržavati istu perspektivu za Makedoniju kao i za ostale države aspirante u regionu. Како најмлада членка на НАТО и како предводник на процесите на евроинтеграцијата, Црна Гора најсилно ќе ја поддржува аспирацијата на Македонија за членство. U tom kontekstu ukazali smo na značaj samita 5 održanog u Podgorici 2. avgusta, koji su Crna Gora i Makedonija zajedno organizovale, na kome je još jednom i od strane potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Mikea Pensa potvrđena politika otvorenih vrata i spremnost alijanse za proširenje. На самитот на 2 август ова година во Подгорица, заедно со председателот Заев, председававме со самитот на А5 и каде што подпредседателот на Соединетите Американски држави уште еднаш ги потврди отворените дијалози како најклучни за развој на регионот. Izrazio sam također spremnost vlade da stečena znanja i iskustva iz pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom podijelimo sa makedonskom vladom u cilju kvalitetnije i brže integracije dvije zemlje u Evropsku uniju. Изразив кон премиерот Заев и отвореност на Црна Гора, искуствата од преговорите со Европска унија да ги споделиме со Македонија за што побрзо влегување во Европска унија. Na bilateralnom planu potvrdili smo opredeljenje za unapređenje saradnje u oblasti ekonomije i bolje infrastrukturne povezanosti. На билатералниот план ги утврдивме приоритетите во економијата и во инфраструктурната поврзаност. Konkretno tražit ćemo model za uspostavljanje aviolinije Podgorica-Skoplje, koja bi doprinijela povezivanju biznis zajednica, promociji turističkih potencijala i privlačenju stranih investicija. Конкретно ќе бараме отварање на авиолинија Подгорица-Скопје за подобрување на туристичките размени и бизнис соработка. Zahvalio sam premijeru Zajevu za podršku Makedoniji inicijativi Crne Gore za osnivanje Međunarodnog naučnog instituta za razvoj održivih tehnologija na prostoru jugoistočne Evrope. Изразив благодарност до председателот Заев за поддршката што Македонија даде за отварање на Меѓународен институт за поддршка на развој на науката и технологијата. Ovaj veoma važan projekat podržale su sve zemlje regiona i očekujemo da za 10 dana u CERN-u u Ženevi bude potpisana i deklaracija o osnivanju ovog instituta. Овој институт го поддржаа сите земји од регионот и очекуваме во ЦЕРН да биде подпишан документ за основање на овој институт. Razmotrili smo i našu ugovorno pravnu bazu koja će uskoro biti obogaćena potpisivanjem niza važnih bilateralnih ugovora. Ја размотривме и базата на билатералните договори, која што во многу скоро време ќе биде збогатена со подпишување на многу важни договори. Konačno, saglasili smo se da intenzivna razmjena posjeta na visokom nivou treba da bude nastavljena i u narednom periodu, tako da će crnogorski ministri odbrane kao i vanjskih poslova već tokom novembra razgovarati sa svojim kolegama u Skoplju. Се согласивме дека средбите на највисоко ниво на лидерите треба да продолжат и веќе во ноември во Скопје ќе присуствуваат министрите за одбрана и министерот за надворешни работи на Црна Гора. Moja prva posjeta Makedoniji biće i prilika da se sutra sretnem i razgovaram sa predstavnicima crnogorske dijaspore u ovoj zemlji kao i sa počasnim konzulima Crne Gore. Мојата прва посета на Република Македонија ќе биде можност утре да се сретнам со представниците на црногорската заедница во Македонија и други представници. Na kraju zahvaljujem premijeru Zajevu na toploj dobrodošlici i gostoprinstvu sa uvjerenjem da je pred nama zaista svijetla perspektiva odnosa dvije prijateljske zemlje. На крајот му се заблагодарувам на председателот Заев со констатација дека пред нас е светла перспективна соработка меѓу двете земји.